8 часот и 17 минути се селиме на тема здравство. Сдруженијето на медицински сестри со реакции во име на делотвелата по повод прекинатите договори на дело, со кои голем број медицински сестри останаа без работа. Бараат системско решавање на проблемот, бидејќи професијата веќе со години наназад и онака е дефицитарна. Видно согласие од Министерството за здравство таму смируваат дека договорците ќе добијат решенија со кои ќе им се продолжат договорите до 31 март. Дополнително веруваат дека на почетокот на април ќе се објават огласи за вработување на неопределено време. Кои се последните информации на оваа тема дознаваме од председателката на Сдруженијето на медицински сестри, техничари, акушерки и стоматолошки сестри Гордана Бешливска. Добро утро. Гордана, добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам што го подигате гласот на медицинските сестри во име на Унијата на Сдруженијето на медицинските сестри, акушерките и стоматолошките сестри. Ги слушнавме реакцииве деновиве, да сумираме, барате системско решение за професијата која велите и онака е дефицитарна. Континуирано зборувавме за овој проблем и рековме се дека не го решиме, ќе зборуваме постојано. Колку и да е тоа континуирано и колку и да е тоа извикано, значи многу пати се соочивме со популистички мерки најавени од начини на преструктурирање на овој персонал на медицински сестри со статус договорно дело во редовно вработени, меѓутоа знаете сите заедно како сето тоа завршуваше и од тука се овие бројки на овие сестри кои што ми се чини дека останаа од многуте кои што веќе ги испратија да си одат дома во минатата година во јуни, кога беа единствените кои што беа над црвените линии на дозволените договори на дело во одредени болници. Бидејќи болниците и здравствените институции имаат еден лимит на ангажираност на договор на дело на вработувања, тоа не се вработувања, условно ангажирања, меѓутоа може да ги рачунате и за вработување затоа што тие имаат иста одговорност како сите други кои што се во редовен работен однос. Бидејќи беа надминати црвените линии во јуни месец можеше многу од тие договорци да се заминат дома и многу од нив беа медицински сестри. Без разлика дали беа потребни или беа непотребни, на сметка можеби на некои други профили, на други кадри и така понатака заминаа дома. Се намали на таков начин малку бројката на овие ангажирани, меѓутоа во меѓувреме продолжи трендот на ангажманот на медицински сестри во статус договор на дело и така дојдовме до состојба да во одредени болници имаме 56, во други имаме 43, некаде имаме 17, 8, 7 медицински сестри, меѓутоа важно е дека 85% од тие ангажирани медицински сестри се повеќе од 7 до 8 години веќе во статус договор на дело. Изборуваме за медицински сестри кои што се во службите и во областите каде што имаме сериозни дефицити, како што е патронажната служба. Ние имаме тимови на патронажните служби во кои се уште имаме сестри договор на дело од 6 до 7 години ангажирани, а таму има дефицит на медицински сестри и многу повеќе од тие кои што се во моментот ангажирани како такви. Така да сега се соочивме во одредени болници да имаме 53 медицински сестри одеднаш да останат на улица. Сега кога ги зборуваме овие податоци, најзагрижувачкото нешто е како ќе се организира работата и пациентите како ќе ги остварат сите тие во термин договорени понатамошни, значи услуги кои што треба здравствени да ги добијат и како корисници и како пациенти, се она што треба се случува во болниците со оглед на тоа дека не останаа само медицинските сестри нели без работа, туку останаа и голем број од нашите други сродни струки на кои што им се прекинаа договорите. Всушност не дека им се прекинаа, туку не се продолжија. И сега имаме ситуација да во некои болници и во некои здравствени институции ние имаме информацијата, останаа на работа, меѓутоа многу е известно дека за јануарскиот тековен месец ќе ги добијат финансиските надокнади кои што ги добиваат, кои што знаете дека се без придонеси, дека се без здравствено осигурување, дека се некои паушални финансии кои што ги добиваат, бидејќи ние имаме сестри договор на дело во болниците по 3 основи. Едните се ангажирани со агенциски договори за вработување, преку агенциите за вработување, другите се со договори кои што се настанати и направени внатре здравствените институции, и третите се сестрите кои што останаа после ковидот со проектот кој што како проект требаше да има некои индекси или евалуација да видиме што сме постигнали и направиле, од него ни останаа само невработени медицински сестри кои што секој месец стресно побаруваат за да им се продолжат договорите. Меѓутоа, нашето гласно говорење сите овие години наназад сериозно, значи не ставаше на дневен ред, меѓутоа немавме оперативни мерки за нештата, ние имавме многу пати ветувања дека нештата ќе се променат, многу пати дојдовме до моменти на објавување на конкурси за кои што зборувавме дека имавме
политички реторики во кои што сите овие кои што беа во моментот отпуштени или не им се овозможуваше да бидат конкурентни, па наместо нив се вработуваа луѓе од надвор и така останува овие како сигурни кадри внатре во болницата, бидејќи да работите 6-7 години во статус договор на дело без придонеси и без здравствено осигурување, значи дека сакате да го работите тоа. Во нашата професија не можете да бидете ако не сакате да ја работите професијата. И тоа треба исклучително да се почитува. Не може да ги оставаме овие кадри во ситуација да не сакат да одлучат, ако не можат да заминат во странство, да заминат од професијата и повеќе никогаш да не бидат здравствени работници. Сега ова што го кажавте и вие, значи тековно после сите наши реакции, значи се огласија и имавме контакти со Министерството за здравство. Веднаш после нашата пресконференција имаше изјава, бидејќи беше тековно денот на Светскиот ден на ракот и имавме настани во текот на денот со Хема Онко, па имавме ситуација и можност да се сретнеме со раководството од здравствените структури и веќе имавме некои информации за кои што дека договорите ќе бидат сепак продолжени и дека, како што кажавме, дека во текот на април месец очекуваме конкурси за кои што се надеваме дека ќе бидат транспарентни, ќе го следиме нели сето тоа да видиме како, за да не само овие кои што останаа без работа бидат ангажирани, туку очекуваме менаџерите да испратат правилни податоци за потребите во болниците, бидејќи недостатоците и со овие договор на дело се многу големи во болниците, па да се прошират бројките на конкурсите. Да ја слушнеме ни изјавата од заменик министерот за здравство, господинот Јовица Сандовски, во контекст на ова што досега го зборувавме. Ние како Министерство за здравство више имаме дадено согласности за да се проложат тие договори на сите сестри, како што каже министерот. Во соработка сме со исто и фондот ги има подпишено и сите се тие во финансии, во соработка со финансии ги обработуваат и дел по дел стасуваат. За тоа не се стасани ке сите, ке дел во одредени установи више се добиени согласностите. Очекуваме во наредна недела, до крај на наредна недела, дека сите согласности ке стасат и ќе им бидат поделени на установи. Понатаму, планот е крајот на март, почетокот на април, да објавиме и огласи за вработување на неопределено не само на сестри и на одреден број на доктори и друг здравствени и работници и здравствени соработници. Што значи ова што го слушнавме од заменик министерот за здравство? Ќе успеат ли сите сестри што се по договор на дело да се вработат трајно и нема да прашам колкава е потребата од медицински сестри во системот туку? Ќе разбери ли конечно државата дека е голема потребата од медицински сестри во целиот овој наш систем? Знаете, ние многу пати од Унијата, од Здруженијата овој апелираме и кажуваме дека медицинските сестри се богатство на нацијата, нацијата е богатство на државата. Инвестицијата и точната бројка по стандарди во болниците значи здрава нација. Кога инвестирате во сестрите, инвестирате во здрави и задоволни пациенти. И тоа е суштината на нештата во кои што мислам, затоа и ние постоиме како институции. Секој уставно право на нашите корисници и на пациентите имаат право на здравствена услуга и на сето она кое што нели ги следува во болниците. Ова е многу во ред. Од страна на заменик министерот ние имавме контакти со него, бидејќи министерот е во моментот одсетен од државата, имавме прилика да разговараме со заменик министерот малку и подетално по основа на ова што се случува сега во моментот и ние знаеме, имаме информација дека беше од Министерството за здравство упатено посебна обврска до сите институции кои што мора да се произнесат со податоци за бројките на ангажираните медицински сестри и останатите сите други профили во статус договор на дело и беше побарано, значи не само бројките генерално, туку и структурно комплетно, значи да се испорачат податоци. Министерството за здравство ги одобри сите договори и побарувања во тој момент од сите од менаџерите на здравствените институции и истото тоа го направи Фондот за здравствено осигурување. Значи никаде во ниту еден момент не оспорија ниту една бројка за продолжување на договорите во болниците. Меѓутоа податоците кои што стигнаа во така наречените табели кои што беа побарани, дојдовме во ситуација кога стигнаа нештата до Министерството за финансии да имаме административни проблеми и неисполнети и недокомплетирани податоци. Од тука сакаме сега после сето ова кое што се случува со прекинувањето на договорите сериозно да апелираме до менаџерите, значи да имаат сериозен пристап кон медицинските сестри, кон побарувањето и организациите на работите во нивните здравствени институции. Значи не може заради некои технички проблеми или административни недоречености да имаме ситуации вакви за да не бидат во можност структурите да ги продолжат договорите. Она кое што е многу важно е дека ќе ги добијат продолжувањата на договорите
и дека сето тоа ќе се одвива во текот на март месец додека кога го очекуваме нели новиот колективен договор. Многу е важен за нас новиот колективен договор бидејќи очекуваме да преслика во систематизациите во здравствените институции правилно признавање на образовните квалификации на медицинските сестри и голем број од медицински сестри треба во тие нови систематизации да се пронајдат со своето образование и да ги добијат своите места и позиции. После донесувањето на новиот колективен договор и ваквото пресликување во систематизациите, сметаме дека систематизациите ќе треба да бидат отворени со точни бројки, онолку колку што требаме во болниците, по стандарди како што треба да бидеме изброени. Многу пати сме кажали и повторно ќе кажам најсрдечно, точните бројки по стандарди на медицинските сестри иницираат ефикасност на работа во болниците, а ефикасноста значи задоволни пациенти и скратување на болничките денови. Затоа очекуваме конкурсите да не бидат распишани само за овие бројки, па да ги на некој начин дискриминираме сите кои што чекаат за да бидат вработени или да не их се задоволат капацитетите и потребите во болниците, или пак овие кои што условно сега остануваат без работа и ќе бидат на некој начин заменети со нови вработувања. Очекуваме значи правилни побарувања од менаџерите на болниците за потребите на медицинските сестри. А верувајте ми дека со овој ангажман, новиот статус договор на дело и во овој момент 50% недостасуваме во болниците. Сосема накусово во една минута би сакала пред крај на разговорот да го споменеме и колективниот договор. Се очекува новиот кој треба да се преслика во новите систематизации на болниците. Што ќе значи конкретно тоа за медицинските сестри во неколку реченици? Многу важно, бидејќи видите незадоволството, значи ако ние апелираме овој статус договор на дело, значи повеќе да не постои. Како таков и дека секој ангажман во болниците за нас, медицинските сестри, треба да биде преку континуирани вработувања. Меѓутоа за сите медицински сестри кои што се во здравствените институции кои што во овој момент не можат по своите образовни квалификации да бидат поставени како сестри со високо образование, како сестри со специјалистички студии, новата систематизација која што со години беше спомнувана наназад како еден параван на заштита од страна на менаџерите дека немаме нова систематизација, не можеме да ве поставиме, не можеме да ве прифатиме и така, е моментот во кој што треба сите да се во систематизациите да се наместат да бидат поставени со образовните квалификации, значи да го имат признавањето на образованието. Тоа е всушност таа здрава работна околина која што треба да се формира преку автономноста по нашите квалификации на работните места, признаените наши интервенции е многу важно и за сестрите со специјалистичките студии. Ке следиме и ке анализираме како ќе се одвива очекуваме, се надеваме истото и ние се исклучително очекуваме дека конкурсите ќе бидат транспарентни во април и дека ќе зборуваме малку со некоја друга стимулација, значи за професијата и ќе се супремира ова незадоволство и одлевање на медицинските сестри. Слушнавме што кажа заменик министерот, па ќе видиме како ќе биде на дело. Ви благодарам многу за разговорот. Благодариме за разговорот. До 9 часот споменавме уште една важна тема со која што верувам ќе го задржиме вашето внимание. Расте бројот на донирани органи и трансплантации. Зборуваме за органодарителството и за шансата за живот која што се овозможува преку оваа хумана практика. Но пред тоа дел од програмската понуда на јавниот сервис.